Ако партиски функционери, само нешто да ви кажам, не само за вас, не само на вас, туку и на гледачите. Јас сум 14 години работев за меѓународната заедница и тоа во клучни места во многу влијателни големи меѓународни организации како што се НАТО, да речеме, Хашкиот трибунал, амбасадата, па и други агенции. И имам всушност огромно искуство и посебно во работа со политичките партии од сите блокови, и македонски и албански. Значи, имам познавање од нивната работа, од нивното размислување, од нивните ставови и од други гледни точки. Исто така и од невладината организација која не го спори вашето професионално која што всушност прерасна во најголемата невладина организација во Република Македонија, не само албанска невладина организација, со огромен мобилизацијски капацитет за да организира било протести, било демонстрации, било манифестации. Ние на последната демонстрација која што организиравме за членување на Македонија во НАТО и Европската унија на 28 ноември имавме над 10.000 луѓе, што тешко на било која политичка партија може да и успее. Ако најголемата опозицијска партија во земјава, сада сама тогаш беше опозиција, односно партиски функционери, предпоставувам дека се партиски функционери, бидејќи не може председател на општинска некоја да бара соработка од вас од Берово, условно кажано, бараат соработка од невладина организација за да се направи криза во државата. Условно кажано некоја мала криза од која што тие би профитирале политички, за мене лично е проблем како граѓани, верувам и за граѓаните кои што гласале за таа политичка партија е проблем. Ама вие читате само последната реченица или последните 3 збора. Зашто не го прогледнете целото интервју? Значи не се однесува на ова, мислам глупо е да се алудира доли. Се извинувам за баналноста, но толку направивте врево од цело ова, всушност. Ма ние не правивме, господина. Груби имаше секојдневно пресконференции на најголемите две политички партии во македонскиот блок и ВМРО ДПМН имаше секојдневно вашиот коалицијски партнер пресконференција. Немаше ДУИ, имаше ВМРО и СДС, идете кај нив. Во коалицијата вие сте главниот кого го прозива и едните и другите. Ама добро, имат потреба, значи имаат потреба. Сакате кажете политички двете партии се обидува политички оваа изјава да искористат? Предпоставам, да. Добра. Пошто јас како што ви кажав и претходно, во претходната изјава ви кажав да ја повторам, разбуди се, ниту јас лично во ниту еден момент за целото мое действување во разбуди се, па дури и со меѓународните организации немам соработувано никогаш со политичките партии, посебно од македонскиот блок. Ви кажав, единствената подршка што разбуди се има дадено за неколку албански политички партии, од кои што ниту една не е ДУИ. Вас не ви беше спорен тој момент, тој што вав? Не, јас знам што знам со кого сум разговарал, знам за кого и со кого, значи за кои теми сум разговарал, така да воопшто не ми е спорно ова. Спорно ако македонските политички партии сакаат да спорат во врска со ова, тогаш нека си се препукуваат партиски меѓу себе, вие ќе стоите на страна. Така? Па зашо би бил странка во нивно препукување? Не, во нивното препукување не, меѓутоа во полиција информативен разговор, во повика на информативен разговор? Зашто? Значи, ако се бара од политичка партија од вас, како невладина организација, условно да им помогнете за организирање протести, за мала криза, како што велите, значи тука има еве да речем има протестен марш во сабота за утре, за мир, за мир вела. И ќе има политички партии кои што се го поддржуваат тоа. Ќе биде дуината на протестот, на маршот? Да ви кажам право, не сум сигурен дали има став за ова прашање, но секако мислам дека институционално работиме ние за мирот и тоа веќе го докажавме. Така да ниту еден протестен марш, ниту една демонстрација не би помогнала во ова. Во целиот овој процес повеќе ќе ни помогне едукација во семејствата, едукација со децата и присебна работа на институциите на земјава. Сепак маршот ќе биде мултиетнички, меѓуетнички, од повеќе етнички заедници. Убава порака ќе прати. Се надеваме дека ќе биде. Се надевам, да. Зошто да не биде и ДУИ делото? Ќе видиме од како ќе се деси. Зашто и ДУИ да не биде делото од маршот? Знаете, и разбуди се, имаше само пресконференција на Кале. На времето. Тоа е вашиот став. Обвиненијето друг ше гласи. Ама
Па самите рековте, учество во тепачка. Обвинението е друга работа. Ја ви кажувам што беше настано на Калето. Настано на Калето беше пресконференција на Разбуди се и 18 други невладини организации. Друго е тоа што прерасна. А тоа што прерасна беше напад од страна на група хулигани кои што отидоа таму ненајавени, дојдоа со палки, со маски на лицата и се обидоа да ги нападнат тие луѓе што дојдоа таму за пресконференција. Според обвинението вие се ќе видиме на суд. Според обвинението и вие сте учествувале во тепачка и другата група на луѓе. Ама вие самите се демантирате. Претходно рековте ако луѓе маскирани влегле во автобус со палки и ги нападнале учениците, тие само се бранеле. Истото се деси. Ние бевме во нашиот автобус наречен Кале и си одевме на нашиот пат и бевме нападнати од група која што упадна таму и го узурпираше се за тоа. Не. Условна? Не, на суд сум. По приговор? Да. На условната казна? Да. Значи веќе има казна? Да. Која што ќе видиме дали ќе се потврди или нема да се потврди, бидејќи вие преговарате за неа. Не е правосилна, значи влегуваме во процес за да го докажеме спротивното. За малку ќе станавте пратеник на последните парламентарни избори. Останавте под линијата. Сега истото ќе се случи, ќе станете пратеник доколку господинот Харло Месини стане амбасадор во мисијата на Обединените нации во Женева. Тоа до сега беше најавувано, веќе актуелниот амбасадор е повлечен, се врати назад, а за расположение веќе во земјава. Во моментов сме без амбасадор во таа мисија. Никако се одовлече тоа одењето на мисии според официјални избори, затоа што власта сака сите амбасадори нови што ќе заминат во пакет, да ги поминат сите процедури во Македонија, меѓутоа неофицијално се во ВМРО ДПМН е брифира дека тие не ве сакаат во собранието и дека преку мисии се обидуваат да го довлечат тој процес. Коментар? Тие мене не ме сакаат во собранието. ВМРО? Можда. Не знам. Ќе одели мисии наскоро за Женева? Па не знам, прашајте го мисии, зашто ме прашувате мене за тоа. Значи тоа е одлука на лидерот на ДУИ. За кој од неговите партии? Да биде одлука на лидерот на ДУИ. Значи, па он ќе оди треба да оди во македонските институции. Оставете ме се докажам. Треба МНР, предлог на влада, да помине на МНР, па предлог на влада. Значи, меѓутоа, ДУИ треба да предложи човек. Добро. Значи, нема предложен човек и не знам зашто правите вакви стори од нешто што воопшто не е запознато. Мислим е во потесен круг за амбасадор? Па нема ни потесен ни поширок, нема никаков круг нема за амбасадор. Нема избор се уште, бидејќи јас расположение вратен во земјава. Да, по негово барање. Местото припаѓа на ДУИ. По негово барање, добро, ако така се гледа на работите. Според поделбата со ВМРО ДПМН. Значи, знаете, кадровската политика на ДУИ ја води само Демократската унија за интеграција и никој друг. Значи, ние не можеме да спориме дали ДУИ ќе реши Артан Груби да биде амбасадор или Артан Груби да биде, не знам, министер или пратеник, може тоа да го спори само Демократската унија за интеграција, не може да го спори тоа некоја друга политичка партија или било институција. Нормално ако се во склоп со законот, нели, со прописите. Така да не гледам зашто стварувате тема од цело ова прашање. Значи ако реши ДУИ за Харло Месини да биде амбасадор, ќе биде. Па кога ДУИ значи се спротивставила на некое кажете го кадровско решење на ВМРО ДПМН било во владење или на СДСМ. Значи така просудува. Така се функционира. Да. Па нормално, значи председателството било на ВМРО ДПМН, било на било која политичка партија одлучува за некое кадровско решење за кое што мисли дека е најдобро во овој даден момент, така да тоа ќе биде и случајот со ДУИ. Направивте ли раздор во ДУИ? Ве сакаат ли имате ли поддршката од подпредседателите, високите партиски членови на ДУИ или имате отпор? Многу е неблагодарно зашто мене ме прашувате за вакви работи. И што како треба ја да одговорам? Информациите се бидејќи има отпор бидејќи важите за човек кој што нема некој поголем партиски бекграунд во ДУИ. Добро. Има отпор, чувствувате ли вие дали има отпор? Не. Чувствувам огромна поддршка.
огромна доверба од лидерот на Демократската унија за интеграција господинот Али Ахмети, за што сум му благодарен и благодарен сум за шансата за да придонесам во политички спектар во Република Македонија. Мислам дека сметам несубјективно дека имам знаење, имам познавање, посебно од меѓународната политика, ви кажав 14 годишно искуство и сметам дека можам да дадам огромен придонес. Од кои други? Подпредседателите, генералните секретари. Апсолутно. Да. Ја немам друга информација. Добро. И денеска Басри Бајрами, градоначалникот актуелен на Рачинова, е напуштен Нова демократија. Да. Официјално бидејќи не се согласува со новиот избор на на лидер на Нова демократија. Кастриот Хаџиреџа е од минатата недела председател на Нова демократија. Неофицијално бидејќи бара поддршка и е чекор, ова е меѓучекор што го прави за поддршка на ДУИ, за евентуална поддршка за локалните избори за да остане градоначалник на Рачиново. Од таму вела дека дури имало и средба Бајрами Ахмети, дека начално има договор. Ке застанеле ДУИ зад Басри Бајрами. Одлуката на Басри Бајрами, градоначалникот на Рачиново, е одлука која што тој ја донел самиот заедно со група советници, тоа го видов ја во наброја медиумите. повеќе ограноци дека се зад него. Значи, јас денеска бев целиот ден со председателот Ахмети и тоа го дознавме заедно од страна на медиумите, кога он го искажа неговиот став на пресконференцијата. Точно дека имал средба со господинот Ахмети и дека се разговарал за политичките процеси. ДУИ како политичка партија всушност има директива, посебно екзекутивот на ДУИ, да соработува со сите општини, да не делува селективно, така како што ние не би сакале во случај кога бевме во опозиција, кога ДУИ беше, ја тогаш не бев дел од ДУИ, да биде селективно применета помошта од страна на централната власт кон локалната власт. И затоа Басри Бајрами во ниту еден момент не беше дискриминиран од страна на централната власт, која што се водеше од ДУИ. Со Невзат Бејта и со актуелните Затоа ви велам, министри. значи Невзат Бејта исто превзема иницијатива како министар за локална самоуправа да се сретне со сите градоначалници и испрати дури неколку пати покана и до Руфи Османи да се сретнат и да се види начин да се помогне, затоа што тоа е директива од страна на Али Ахмети. Не сме да се има селективна примена на власта и на помошта која што би дошла од централната власт до локалната власт. Господинот Бејта исто имаше средба и со Сади Беџети, а градоначалникот на ДПА кој што е од Тетово, така да истата политика се однесува и кон Басри Бајрами. За неговите односи со Народна, како се викаше партијава? Нова демократија. Да, со Нова демократија, се извинувам, не го паметам името на партијата. Мислам дека се природни, човекот е веќе искусен во политичките води и знае колку капацитет. Ќе го поддржите ли за локални избори? Па немаме се уште изградено политика и ставови за локалните избори кои ќе ни бидат кандидати. Но секако дека сме отворени за соработка за со сите, не само кандидати за градоначалници, но за сите конструктивни елементи кои што ќе дадат придонес за конструктивни политики на локално ниво. Времето истече, јас ви благодарам што гостувавте во 24 анализа. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието, останете со 24 вести.